Благодарам, председателе. Првите зборови на господинот Николов беа потврда за значењето и успехот на работата на министерот Ставревски, на досегашниот министер за финансии господин Ставревски, и би сакал да се заблагодарам за добрите зборови. Свесни сме и ние дека Република Македонија губи од функцијата министер за финансии, еден значаен столб на економската политика, но сме сигурни дека и ново предложениот министер ќе продолжи по патеката која што одеше господинот Ставревски. Инаку за ваша информација, господинот Миновски има онолку години колку што имаше господинот Ставревски кога стана министер за финансии. Од тој аспект сакам да одговорам на неколку дилеми господине Николов, сосема коректно и сосема прецизно. Мора да дадете признание за намалените придонеси, мора да дадете признание за намалениот данок на приход и намалениот данок на добивка, мора да дадете признание за намалениот ДДВ за десетици категории на производи кои што во ваше време се оданачуваа по повисока даночна стапка, да не ги набројувам, ги знаете подобро од мене. Мора да дадете признание за намалување на огромен број на давачки по однос на царинските тарифи за увоз и извоз од Република Македонија, што значи дека во директно и конкретно зафаќање од поединични субјекти основата е намалена. Она што вие сакате да го извртите, а да не го соопштите дека е зголемување на бруто домашниот производ пер капита во Република Македонија, кој што во ваше време изнесува $2471, а денеска изнесува $4392. И општиот бруто домашен производ. Тука е поголемиот буџет. Се должи на зголемување на бруто домашниот производ. Ако имате дилема каде се потрошиле парите, јас би сакал само да ве подсетам дека владата на Република Македонија, во која што министер беше Ставревски, направи многу поголема отплата на стари долгови од колку што доби нови долгови. Ке ве подсетам, ве молам, ке ве подсетам на отплатата на еврообврзницата земена 2005 година од страна на Никола Поповски, ке ве подсетам на отплатата на кредитот по основ на изградба на Козјак, кој што почна да се отплатува во 2007 година, ке ве подсетам на значајното намалување на долгот кој што Република Македонија го имаше спрема ММФ и Светска банка во моменти кога имавме голема ликвидност. Ке ве подсетам на воведување на земјоделските субвенции, на зголемување на зафатот од бруто домашниот производ за образование и здравство, ке ве подсетам на огромниот број на мерки за вработување, на зголемените пензии за 70%, на зголемените плати на војската, полицијата, здравството, образованието. Благодарам. Ке ве подсетам на огромните суми на пари кои што се трошат за изградба на инфраструктура во Република Македонија. Мислам дека овие одговори начелно се доволни за почеток на дебатата. Благодарам.